Ангела, вие се наоѓате во Доха. Каква е ситуацијата таму денес и што точно се случуваше вчера? Па почнам од вчера, бидејќи почна вчера. Искрено не очекувавме, мислам дека не се сомневавме може да се случи нешто, меѓутоа со оглед на тоа дека се уште беа во преговори во Оман и Иран и Америка, не очекувавме да се случи сега за време на постите рамазански. Мислевме дека ќе дојдат до некое решение. Но ете, вчера се разбудив со детонација, бидејќи беше викенд и немав аларм, меѓутоа ме разбуди детонација. Искрено не ми се верува дека е тоа, мислев дека нешто друго е. Меѓутоа испадна за жал дека веќе сме под напад на Иран. Првите неколку часа, значи почна околу 12 по локално 12 првите детонации. После тоа имаше константно на секој 15 до 20 минути по неколку проектили. Едно 3 сати константно. Потоа имаше мала пауза. Пред Итер околу 6 беше првиот појак напад, кој што можевме да го видиме тука, затоа што оние проектили кои што беа соборени од Министерството за внатрешни работи и од војската, реално ги соборуваа над нас, значи можевме да го гледаме тоа, а кога веќе се стемни, околу мислам дека 11 часот веќе имаше многу страшен напад. Буквално очи во очи се гледавме со проектилите, мислам јас имам и снимки кои што не смеам да ги објавувам за жал. Не е за жал, едноставно не. Буквално ги гледав како да ми летаат на кај прозор тие проектили. Значи во темница многу појасно се гледаат и небото беше исполнето со многу проектили и детонации страшни и тоа е тоа. Сабао имаме во 7:30 исто така напад, од тогаш, како што кажавме, мирно, по некоја детонација се слуша подвремено, меѓутоа многу не е над градот. Мислам, јас во Доха. Какви препораки добивате од тамошните служби? Дали смеете да излегувате од дома? Дали работат училиштата? Да, значи, постојано добиваме информации, односно совети да не излегуваме од дома доколку нема некоја итност. Никој не оди на работа, значи владата издаде известување дека приватниот државниот сектор, освен оние кои што мораат да одат на работа, нели войската, тие што работат маркети, болници и слично, другите сме сите дома. Онлайн наставата исто така во политика факултет. Така да тоа е тоа. Највеќе ми е жал да бидам искрена на оние што вршат достава, затоа што ни криви ни должни за нас да не задоволат, да не излагаме од дома, тие се ризикуваат, бидејќи најголемиот ризик и оние кои што имаше вчера 8 повредени не беа од самите напади и проектили, туку беа од остатоци кои што после тоа паѓаат во самиот град, тие се на улица и едноставно беа погодени од удар, а не од експлозија. Имаше ли паднати делови од проектили во Доха? Дали има повредени? Каква е нивната состојба? 8 повредени имаше официјално вчера, од кои што само еден е во критична состојба. Два проектили имаше за лет, за утано, односно во населени места, меѓутоа од експлозии, како експлозии, никој нема повредено. Претежно се тие населби поблиску до војната америчка база, кај што живеат патници, значи градот како градот немаше никаква експлозија, меѓутоа како што кажав имаше повредени од остатоците од проектилите кои што паѓа околу нас. А тоа беа многу. 65 проектили беа испукани и 12 дронови. Вие сте повеќе години во Доха, претпоставувам имате голем број на пријатели, комуницирате ли со нив, дали населението во Доха е исплашено? Па, видете овде многу функционира за средство за комуникација апликацијата WhatsApp. И имаме многу голем број на групи, значи од како тип дали сме канци, македонци, групи од некои волонтери, групи за јога, медитација, така да сите сме постојано активни и си даваме поддршка, гледаме да се дефокусираме од овие работи, меѓутоа споделуваме вести и си споделуваме видеа меѓу себе да се зголеми свесноста, не да крева паника, нема некоја паника меѓу народот, да бидам искрена. Мислам дека некако сме сигурни и веруваме на одбраната на Катар, барем за сега кажа добри, и дека
се надеваме дека ќе биде окей, значи нема некоја паника која што јас ја чувствувам ниту кај мене, ниту кај со кој што комуницирам постојано. Министерството за надворешни работи има објавено телефонски броеви за информации и помош. Дали сте се јавили на некој од овие броеви и што ви велат македонските власти? Јас директно не, еден од македонците вчера ми се јави дека зборувал со вториот секретар од амбасадата, бидејќи немаме моментално амбасадор. Единствено она што ја даде како известување, истото беше селено на Facebook страната на амбасадата, беше броеви СОС, значи кај што може да се обратиме. За сега не сме имале потреба да се обратиме на тие броеви, веќе не е дојдено до евакуација на среќа. Единствено се ни беше кажано, односно пријателно беше кажано да ги следиме упатствата што ни ги дава катарска влада. Значи имаме меѓутоа се надевам дека ако дојде збор дека ќе ни излезат во преслед. Очекуваме да се надеваме дека нема да дојде до тоа, но ако дојде се надевам дека ќе ни излезат во преслед. Ви благодарам за информациите и се надевам дека се ќе биде во најдобар ред. Се надеваме и ние, иако сега после убиството на лидерот на Иран, не знаеме, се најавуваат нови напади и сега не знаеме бидејќи тивкот дали е ова некоја затишје пред бура или ќе се смират страстите. Се надевам ќе биде второто. Поздрав и до вас, па нека помине ова и да ни дојдете у Катар затоа што вреди да се посети.